Почитувани слушатели, во овој случај добро дојдовте во уште една епизода на подкастот на невладината организација Преспа повикува или Преспа Колинг. Денеска ќе не слушате во малце поинакво издание, поразлично од нашите претходни емисии. Досега и не слушавте и не гледавте, ама денеска само ќе не слушате, бидејќи сме на теренско снимање на подкаст, прво во нашава кариера и сигурно нема да е последно. Ова само ќе оскршит мразот за наредни вакви слични епизоди. Денеска имаме голема чест да сме во друштво на едни млади луѓе кои што се дојдени во Претор, во хотелот Мейбери за една многу убава цел, ќе ја кажеме за една минута. Станува збор за настан организиран од Македоника, Центар за историски студии Наде Проева. Тоа е научно-истражувачки центар посветен на систематско проучување, афирмација и промоција на историјата, културата и цивилизацијското наследство на Македонија. Имаат неколку, во нивното релативно скорешно формирање, имаат неколку веќе реализирани проекти. Еден од нив е донација на книги до Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков и она за што сме денеска тука, а тоа е летниот камп Наде Проева, влюбете се во историјата. Со мене денеска се Атанас, Валентина, Киријана, Софија и Еда и им посакувам добре дојде во Преспа и добре дојде на подкастот на Преспа повикува. Како се снаоѓате во Преспа? Кои се првите печатоци од Преспа? Мислам, најверојатно не ви се први, сте биле тука можда и претходно. Мене ми е прв пат во Преспа и навистина многу ми се допаѓа, многу убава атмосферата, но исто така и дружбата што имаме тука во кампот, многу ми се допаѓа, сите многу отворено дискутираме, исто така и дебатираме, но во тоа ќе навлеземе потоа. Така, фала за коментарот. Да, ќе навлеземе малце подоцна. Сега јас сум тука денеска нов. Не знам кои беа вашите, знам кои беа вашите активности, ама сакам и вие да ми кажете. Дали можеме накратко да го опишеме да го опишеме летниот камп досега? Софија, Павли? Навистина имаме позитивно искуство и имавме неколку предавања за античка Македонија, па потоа учевме за Александар, за Филип II, за го спомнавме цар Самуил, гледавме два документарци, од кои едниот за професорката Наде Проева, а другиот за цар Самуил. Игравме една игра која навистина јас лично ја немав порано играно. Се викаше Кој сум јас? Сите имавме по една историска личност и требаше да ги погодиме. Дававме описи, но сепак ние не можевме да ја видиме историската личност и требаше да ја погодиме според описите. Ние тука сме 12 учесници и навистина пријатна атмосферата, бидејќи колку помалку деца сме еден така добар мал круг, таман. Професорите можат да ни се посветат повеќе и да имаме поотворена и подобра комуникација, бидејќи не се дофрлува и гласовите така добро е. И исто така имавме сега последно, имавме историска дебата или историски двобој, на кој што се дискутираше една многу интересна тема и нели во дебатите има про и има за и има против. Нашата тема беше дали сме за бевме за темите, двете беа просветен диктатор или лоша демократија и очигледно досега траеше дебатата. Малце сме, како да кажем, можеби жустро звучиме во гласот. Не, ми олеснавте работата, многу по-комуникативни сте разборување од дебатата. Под еуфорија, под импресии на дебатата, малце ги разгоривме темите и страстите. Да не започнеме линденско востание? Во Преспа. Така што добро се заврши, немаше конфликти на крајот, разрешивме дека секој има право на свое изјаснување, свое мислење и нормално подобриот победи. Добро, нема прашам кој победи, да не продолжиме дебатата сега и тука. Софија, имаш уште нешто да ни кажеш? Да, исто така голема цел на ова школа е да го поттикнат нашето критичко мислење, размислување, со тоа што цело време имаме активности во кои, например, читав на историски извори и сега за домашна задача ние сами да создадиме свое видување на настанот кој го читавме за цар Самуил.
Кој беше настанот што требаше да прочитате? Аха, кај што Да, имавме битка ја победил со или Василий II. Тоа беше заседата на Софија. Тие си направија свој како логори околу Софија, но сепак тоа не беше успешно. Така? Затоа што како прво војската не беше доволно спремна, има недостиг на храна затоа што пред време ја изедоа целата храна, фактички не му беше добро испланирана и исто така поради тој недостиг на храна тие беа многу исцрпени и гладни умови не можат да размислуваат точно. Добро, ќе го оставам тоа за домашно, ќе го анализирате дополнително, ама секако имате супер почеток. Модона што го видов досега имавте и доста активности надвор од, ајде ќе речеме, предавалната тука, така? Да. Можеме да поразговараме малце за кои места ги посетивте? Па бевме на терен, тука блиску каде што сме сместени. Исто така бевме кај една античка срушена црква уствари и таму добивме информации уствари и видовме малце колку што можевме. Имаше фрески од 14, 16, 18 век, но за жал биле покриени со вар и сега се малку оштетени. Ние колку што можевме истраживме, мислам професорите нормално ни одржаа супер предавање и беше многу интересно, малце беше и опасно, но крушевчани што живеат на планина мислам дека најдобро се истакнаа. Малце патриотски ја звучам, ама морам да си кажам од кај сум. Така, добро. Тоа е затоа што ние сме авантуристи во крвта, живееме на планина и воопшто не ни пречат такви мали авантури. Света Сава се викаше, мислам дека црквата, и многу ни беше интересно да видиме нешто што можеби не знам дали пробале да го зачуваат, но има некои остатоци и требаше, на прв план беше нашата безбедност всушност, бидејќи многу е разурнато, а ние скроз влеговме внатре. Да, ама сигурен сум дека вашите професори цело биле време покрај претходно, нас. увиделе дека вие можете да дојдете таму и затоа ве однеле на тоа место во спротивно нормално. Ќе видите само слики. Оно што најмногу сакам да го знам е што е натера да се пријавите на летната школа, конкретно летна школа за историја. Сигурно не е само за да го пополните времето, така? Имавте, секој од вас има своја причина и сакам да ги слушнам. Повелете. Мене лично најголема мотивација да дојдам на овој камп ми беше мојата професорка Стефка по историја. Таа ни кажа за овој камп и така јас се одлучив да дојдам. Исто така, кога го слушнав името и презимето, Наде Проева, тоа е навистина нешто значајно и мислам дека не вреди и не треба да се пропушти. Кога сум веќе тука, сакам да кажам дека јас уште од мала се занимавам со глума и на овој начин, до некаде, на овој камп, ги споив историјата и глумата. Како? Така што и двете раскажуваат човечки приказни. Историјата ни кажува што се случило, а глумата ни помага да го почувствуваме тоа како било да се живее во тоа време. Кога ќе внесеме, например, емоција во една историска приказна, таа престанува да биде само лекција и станува нешто што навистина ќе го запаметиме. Мислам дека така и младите најлесно можат да ја засакаат историјата кога ќе ја доживеат, а не само кога ќе ја прочитаат. Супер, браво. Сите треба да кажеме зашто. Па јас би сакал сите да слушам. Што не натера да се пријавиме, па од секогаш сум ја сакал историјата, а посебно оние археолошките наоѓалишта, од секогаш во мене пробудувале нешто што сум сакал да знам повеќе од останатите. Од секогаш се интересирав за пирамидите, за египетските саркофази, ковчези, се она што се пронаоѓа во подземјето и сведочи за минатото. Можеби некој ќе речи дека историјата е наука која што се занимава со минатото, јас би рекол дека не се целосно во право. Историјата нам ни ја кажува и иднината, бидејќи со помош на историјата можеме да видиме што се случило нешто во минатото и да претпоставиме што ќе се случи во иднината, бидејќи понекогаш историјата се повторува, ние треба да сме спремни за да знаеме како да постапиме понатаму. Голема благодарност до Македоника, Центар за историски студии Наде Проева, бидејќи тие се организатори на
на овој камп. Баш ми е мило што учествувам тука и очигледно моите аспирации кои што ги имав, со кои што дојдов од Крушево, а тоа е да истражувам, ми се остварија. Открив доста стари цркви, посетивме две, исто така посетивме и други ископини локалитети, да, ископини кои што беа тука. Така што навистина уживам. Мило ми. Исто како Валентина, мене прво ме поттикна професорката Стефка од Крушево. Исто така јас имам учествувано на надпревар по историја и ќе се надоврзам со глумата. Јас и Валентина сме писатели, ја имаме напишано драмата Крушевски дангарлуци, што исто така е многу поврзано со историјата и старите крушевчани. И мислам дека тоа искуство ни помогна многу денес на овој камп. Мене историјата од секогаш ми била инспирација, нешто што секогаш сакам да го следам и да го чувствувам. Иначе јас се занимавам со музика и едното нешто што најмногу ме интересирало е историјата на музика. И сум читала многу книги како порано ги правеле инструментите и слично, така да мислам дека историјата не е само она што го знаеме, војни, двобој, карање, едно и друго, туку историјата е многу културна и важна уметност што секој треба да ја познава. Исто така, мислам дека треба да се заблагодариме нели на професорите, професорот Антони, професорот Иле и сестрата на Наде Проева. Затоа што навистина се грижат за нас и во секој момент се тука да ни одговорат на било какви прашања. И супер, се мислам одлично. Поздрав. Поздрав. Добро. Софија или Еда? Ајде, Софија. Ајде. Јас уште од мала сум читала многу, но кога пораснав, покрај тоа што читав јас за бајки, за принцези, за витези, јас почнав да читам за грчката митологија, за хеленската митологија и така јас се заљубив во антиката. Поточно многу ми се драги Илијадата и Одисејата. Морам да издвојам Илијадата затоа што таа има посебно место во моето срце. И потоа како што почнав јас да читам и да се интересирам во антиката, така си дојде другиот дел од историјата природно. И кога се запишав средно медицинско, јас не очекував да имам некој голем удел во историјата како предмет. Мислам да имам нешто посебно со историјата, но навистина имам многу добар професор кој сите не поттикнува и многу добро предава и знае како на точен начин да ги пренеси работите на децата, да не биде досадно, туку да биде онака како што треба да биде, да сватиме дека историјата уствари е интересна. Да, историјата може да е досадна само ако прекинеме внимаваме. Посебно на часовите. Јас имам слично искуство како Софија. Јас од мали нозе сум фасцинирана од историјата, исто со грчка митологија. Мене професорот по историја Антонио Неделковски ме направи поточно да се заљубам во историјата уште од средно. Исто така... Ако нема проблем. Да. Сакав, еве што сакав да кажам, значи јас кога сакав да се пријавам на кампот, моите пријатели ми викаа зошто баш на историја, тоа е само памтење датуми, настани, но еве ќе се согласите со мене, верувам тоа не е историјата само. Историјата нуди многу повеќе знаење отколку датуми и години. И да, тоа сакав да го кажам. Да. Ајде. Исто така јас си пишувам и поезија и многу сум инспирирана од како тоа пишувале во антиката на многу различен стил. И така и со мојот професор Филип Марковски. Тој многу се разбира и во поезија и во пишување, буквално се разбира во многу области. И така почнав на почетокот со пишување да работам со него, но навистина мојата љубов кон историјата огромно се зголеми.
Така, Филип е гениален историчар и класичар, ако не се лажам. Имав прилика да го запознам за време на моите студии и го поздравувам во оваа прилика и баш ми е мило што Филип има пристап до ученици, до образување на ученици. И благодарни му сме и него што вистина посветено работи на учителската дејност. Сакам да ве прашам што ви остави најголем впечаток во текот на сите активности кои што ги имавте до сега. Предпоставам дебатата била едно од нив, според вашите коментари претходно. Ако треба да издвоите еден момент, кој би бил? Па искрено мене најголем впечаток ми остави теренската работа. Научив многу работи што досега не ги знаев, односно како се класифицира, како можеме да дојдеме до одговор, од кој век, кои сведоштва се најбитни и беше многу интересно. Друго искуство е кога ќе поидиш на лице место и ќе видиш всушност сведоштво за нешто што се случило пред многу години. А нашата земја е богата со такви работи и навистина вреди да се едуцираме и да истражуваме за овие работи. Така. Мене најголем впечаток ми оставија професорите Антонио Иле, кои што навистина се премногу посветени, цело време се вложуваат и навистина се многу спремни. Значи, имаат многу добро подготвен материјал, се им е спремно на многу високо ниво и навистина немам коментар за нив. Значи, стварно сум воодушевена од нивната работа и тие двајца како професори ми оставија најголем впечаток настрана и од се останато. Така. Јас можам да кажам, бидејќи овој камп сепак е во чест на Наде Проева, иако ние не ја познаваме преку Антонио и Иле, професорите, јас мислам дека ние ја чувствуваме нејзината енергија тука присутна со нас. Нејзината професионалност која што се протегала низ годините и е отсликана во нивните предавања моментално кои што ги слушаме тука, ми оставија доста голем впечаток. Теренската работа, како што рече Киријана, е еден од начините како учениците треба да учат во општеството и уште една работа, да, дебатата, навистина, уживавме. Тоа беше баш сега пред 30 минути и можам да кажам дека нашите ставови ние ги стекнавме тука, во овие неколку дена што сме тука и професорите Иле и Антонио многу ни помогнаа во тоа како да изградиме став, како можеме најдобро да го искажеме нашето мислење и очигледно ни помогнаа во нашето ораторство да се искажуваме подобро и да звучиме добро при јавно говорење. Така. Софија? Да се надоврзам на Атанас за професорката Проева. Таа е навистина жена со која Македонија треба да се гордее. Ние да имаме таков класичар да сме имале во нашите простори, тоа е навистина голем благослов. Мене документарецот искрено ме направи многу емотивна, затоа што има толку луѓе на кои таа му значела и ние тоа буквално го почувствувавме покрај нас. Настрана од тоа, многу ме фасцинира античкото македонско кралство, затоа што ние антиката како период ја учиме во медицинско, но тој дел за Александар и за Филип, ние тој дел за античка Македонија го прескокаме, затоа што тоа ќе случи кај нас во цела втора година ќе ни биде посветена на тоа. Така, ќе учите национална историја. Добро. Ја спомнавме професорката Наде Проева повеќе пати, јас сум имал можност да ја запознам и да се сретнам со неа еднаш, навистина фасцинантен човек. Се сеќавам дека на некое столче таму имаше некое писмо на кое што работела да го научи да го толкува и да го преведува. Не ни знам која беше писмото, да видам искрен. Разговорот течеше можда 3-4 часа, имаше таква способност да се префрла од тема на тема, а да ти го задржи вниманието. И сега сакам да ве прашам вас, што вие научивте за професорката Наде Проева, ајде од документарецот кој што го гледавте? Од документарецот кој што го гледавме, јас искрено научив дека професорката Наде Проева, како прво, е еден борец и еден херој во нашава Македонија.
бидејќи ретки се луѓето како неа. Значи, во тој документарец беше буквално се опфатено и сега ако почнам да зборувам, мислам дека овде многу долго ќе се задржиме, така што накратко можам да кажам дека професорката Наде Проева е навистина еден инспиративен човек и многу мотивира и ги мотивира сите ученици, како на пример професорите Иле и Антонио, кои што цело време ни раскажуваат за неа. Таа им била мотивација за тие да продолжат да ја учат историјата и да ја сакаат и да дојдат до степен до кој што се тие всушност и денеска дојдени. Да се надоврзам, исто така, некое нешто или ете предметот, колку и да е убав, треба некој да ти го долови на вистинскиот начин за да ја сватиш неговата убавина. А верувам дека тоа го правела професорката Наде со своите ученици. Јас научив дека со многу труд и љубов да го вложиш тоа кон историјата, можеш да оставиш траен белег и јас тоа како што го направила Наде Проева, она оставила траен белег во историјата на Македонија. Мислам дека главното прашање во филмот за Наде Проева е зошто така. Прашање кое што во текот на целиот филм во мојата глава цело време одзвиваше и со секоја наредна реченица од филмот јас осознавав нешто повеќе за тоа прашање зошто така и до крајот на филмот добив доста одговори на тоа прашање зошто така. Очигледно треба да го изгледате еднаш филмот за да може да сватите зашто јас тука зборувам. А од друга страна Наде Проева како професор и според она што филмот ни го прикажи, станува збор за личност која што била борец, очигледно се борела и за нејзиното образование, какви титули стекнала нејзиното образование во Франција и сите оние грешки кои што ги пронашла во музеите додека патувала. Сите нејзини напишани приговори и борба со институциите, но секогаш и се признале сите работи. Тоа кажува за нејзината професионалност и карактер кој што не се откажува кога знае дека е во право. Така што ние треба да извлечеме доста пораки од овој филм и очигледно е многу битно за луѓето кои што Наде Проева им предавала, го оставила тој впечаток во нив. Ние преку Антонио Иле, како што кажав и преге, ја чувствуваме нејзината енергија тука, решителноста, харизмата, ама и енергијата. Тие како нејзини ученици ни кажаа дека на предавањата била многу интересна, многу жива, не биле предавањата онака тешки и мачни за слушање, дури и до нејзините денови на пензионирање. Така што очигледно овој филм имам доста да кажем, но треба да го изгледате. Мислам дека и сите понатаму во животот ќе не поттикнува почесто да се прашуваме зошто така. Така и сега, ако се запишите на факултетот за историја во Скопје, во прва година ќе се дружите многу со книгите на професорката Наде Проева. Дали можеме да очекуваме дека вие ќе се дружите за неколку години со книгите на професорката Наде како студенти? Како студенти на историја конкретно? Дефинитивно. Јас мислам дека и да не се дружиме во клупите на факултетот за историја, ние дефинитивно јас би ги прочитал приватно. Не треба тоа не е ни прашање, за да ги прочитам нејзините книги. Така што во овој период мене ми се вроди желба за да можам да сакам да ги прочитам тие книги, така што дефинитивно дека ќе ги прочитам сите до една. Баш ми мил. Добро. И мислам дека полека по полека можеме да привршуваме со подкастот. Морам да кажам дека ми беше еден од најлесните до сега, бидејќи сте одлични соговорници, имате многу да кажете и бидејќи ние сме Преспа повикува, јас морам да си поставам едно прашање за Преспа и да ве прашам, пошто ќе ја памтите Преспа, што ви остави најголем впечаток во Преспа, како ви се допадна, како можеме да се подобриме? Па, ќе ја памтам дефинитивно по историјата и кампот, но и прекрасната дружба. Мора, значи, уште еднаш да ги спомнам професорите, исто така и Павлина, поздрав до неа. Мислам дека тука се стекнавме и запознавме
толку прекрасни личности што и понатаму во животот ќе ги помниме и ќе ги спомнуваме. Што и понатаму ќе ги спомнуваме. И исто така преубаво си поминавме и во хотелот Мејбери. Дефинитивно се грижат за нас, а исто така и храната му е супер. Јас преспак ја памтам како прво по тоа што научив што Може однова? Да. Сушност. Јас преспа ќе памтам по тоа што всушност била професорката Наде Проева. Бидејќи јас досега лично не бев толку запозната со неа, и сега не сум, за жал, и не можеме веќе да ја запознаеме лично, но благодарение на нејзината сестра Павлина и на професорите Антонио и Иле, сега успеавме да ја запознаеме повеќе и да ни биде мотивација за понатаму како ние да се изградиме во силни личности. Ние навистина тука запознавме прекрасни личности, прекрасни професори. Значи, мене ми е чест да бидам окружена со толку добри луѓе и мислам, добрината се осеќа топлината и навистина многу е убаво тука. И можеби на некој начин малку ни се 5 дена за да се запознаеме како личности и за да си споделиме се што имаме да си споделиме, но сепак беше предобро. Јас се согласувам со Софија, навистина е чест да сме обкружени со волку паметни, интелигентни, мотивирани луѓе за историјата. Тоа ќе кажам сега, нека проложи Атанас. Преспак ја памтам не само по езерото, очигледно, иако имаме овде прекрасно езеро, по изабрана за пливање, да, смееме само да го гледаме. Се во ваш интерес, нормално. А базенот често го користиме? При да наврнеше, Киријана. Очигледно да, го користевме често базенот и го гледавме езерото од базенот. Исто така можам да кажем, да, извонредната храна тука, хотелот Мејбери Лейк, кој што цело време се грижеше за нашата безбедност, за тоа да сме најадени, напиени и прекрасно да ни течат нашите сести. Иако можеби временските услови во 2 дена од 5 беа врнежливи, ни придонесува за историската енергија да ја почувствуваме во тоа време и битките кои што се воделе на дожд. А иначе ќе имате и битка со сонцето, ти јас фатив супер тен. Така што историјата беше насекаде околу нас и во секој ќош од хотелов мислам дека го окупиравме онака баш. Така што навистина ни беше онака многу интересно искуство да сме тука и фала ви на сите што сме тука, посебно на Македоника, Центар за историски студии Наде Проева. Јас ви благодарам многу за тоа што се согласивте да имаме подкаст, за тоа што ни споделивте дел од атмосферата, од активностите, од сето она што ви оставило впечаток. Се надевам, најискрено се надевам дека еден ден ќе сме колеги, дека ќе се запишите на факултетот по историја, ќе го завршите. И уште еднаш им благодарам на Атанас, Валентина, Киријана, Софија и Еда. Им благодарам на професорите и благодарам на Павлина која што го организираат сето ова и ние како Ресенчани, како Преспани секоја година со нетрпение ќе го очекуваме овој летен камп и сме тука да помогнеме колку што можеме. Ви благодарам.